Здраво, ова е 286-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е The Killer на Дейвид Финчер, во кој станува збор за платен убиец, глумен од Майкл Фасбендер, ладнокрвен одземач на туѓи животи, кој трпеливо ги чека и нишани неговите жртви од дистанца, демонстрирајќи дисциплинираност и методичност во пристапот со кој ги извршува неговите зададени цели. Меѓутоа, за време на една од нив, додека ја нишани метата, која е платен да ја отстрани, нишан му го попречува ангажираната доминантка и нема простор за втори истрел, што значи дека алармирано е обезбедувањето на убиецот и мора да го напушти местото на злосторството за да се изгуби во ноќта незабележен. Неговата работа изнудува каузални последици со оглед на тоа што неговата животна партнерка е нападната и убиецот решава да ги лоцира своите соработници, кои одлучуваат за неговите мети и еден по еден да ги елиминира, применувајќи го неговиот експедитивен пристап и во личната одмазда, со цел да не им падне повторно на памет да го казнат за неизвршеното злодело. Пред неколку недели повторно го погледнав Shame, која е најдобар доказ дека Майкл Фасбендер може да носи филм на својот грб за комплексен лик, кој крие мноштво на неразрешени проблеми под фасадата, така што соодветен избор е за да го портретира овој ладнокрвен убиец со резигнирана експресија, чија квинтесенцијална мантра се состои во ефективно завршување на зададената задача и незабележливо повлекувајќи се во реклусивниот живот, при тоа намерно преземајќи го изгледот на невоочливиот турист, за да може да не го привлече сомнежот во неговите интенции. Бескрупулозниот убиец го прокламира неговиот модус операнди со помош на нараторскиот глас на гледачот, пред да настане ригорозното извршување на убиството од дистанца како полноважен изговор за себе залажување и оправдување за извршувањето на работното задолжение, декларирајќи се како методичен и калкулиран убиец кој не препушта ништо на случајност и на импровизација, туку го следи најдобро што може само зададениот кодекс на работа, потпирајќи се на максимите за да не стане немарен. Мислам дека подобро е што Бред Пит го има одбиено Финчер за оваа улога, бидејќи суровиот светоглед на ликот му лежи повеќе на Фасбендер отколку, односно лик со беспрекорна работна етика и неупотреблив морален компас. Оваа дескрипција и не е многу далечна од самиот режисер на филмот Дейвид Финчер, за кого знаеме дека исто така методично и калкулирано ја извршува својата работа, со тоа што нишани на перфекција и од своите актери бара стотици текови за да ја добие саканата визура на кадрот и да го преслика од замислениот во главата, не дозволувајќи простор за импровизација, така што во преносна смисла пристапот на ликот и неговиот режисер во различните професии и не е толку различен. Со тоа што и во двата случаи тие се соочуваат со непредвидливоста на животот и колку и да може да се потпрат на себе си, штом имаат работа со други индивидуи, ќе мора да се справат со непредвидливото, кое ќе го застрани нивниот план и обсесивните контрол фрикови ќе загубат посакуваната контрола над действието. Меѓутоа, убиецот има планови за несакани сценарија во кои свесен е за влогот и последиците, но се потпира во калкулираниот ризик кој мора да го преземе за да се заштити себе си и немилите, кои во неговиот случај стануваат лесна мета за уцена и изнуда. Финчер во овој филм не ја избегнува и комичната нишка и поигрувањето со корпусот на тропи за овие платени серијски убијци, односно прегнува паралели со останатите условно кажано колеги, одземачи на животи и во доктрината за изведување на злоделата е вклучен целокупниот каталог на музичките изданија на The Smiths, кој ги слуша убиецот за да го спречи мозокот од губење на фокусот и симултано да бидат наменети како дивергент на мислите. Резигнираната експресија на Фасбендер треба да биде контрапункт на наглото бликање на насилството. Убиецот е алатка која може да се ја допуштат богатите за да ги отстранат непријателите, кого не го интересира нивната мотивација или исправност за најмувањето. Само сака да се ја заврши работата. Колку е поразличен ликот во епилогот од тој на почетокот, се сомневам дека има некаква самосвест, бидејќи ликот ќе продолжи да ги спроведува неговите ресидиви, раководејќи се според воспоставениот прагматичен завет, само ќе гледа да не ја утне наредната на нишанета човечка мета.
неисправноста на погледите на ликот се докажува во реалноста, а постојачки се нихилистичките погледи на убиецот за бесмислата на постоењето. Игривоста на Финчер забележлива и во употребата на алијасите на убиецот, кои ги користи за да се смести во хотелите, кои се всушност имиња на ликови од популарни американски ситкоми. Покрај одлично инертно одглумената улога на Фасбендер, во споредните улоги на филмот се појавува и Тилда Свинтон во харизматичен лик кој е свесен дека ќе му биде послужена последната вечера, што му сознае кој седи наспроти неа, но му го потврдува непишаното правило на убиецот да не развие емпатија кон жртвите, затоа што тие се подготвени да се соживеат со улогата, за да ги злоупотребат неговите емоции, што во случајот на ликот на Тилда ќе значеше дека убиецот ќе го платеше со неговиот живот. Иако филмот се базира на истоимената француска графичка новела од Алексис Мац Ноленд, која Финчер 20 години се трудил да ја екранизира, неминовно е да напоменам дека Финчер со неговиот најнов филм ја симнува капата на великанот на неонуар филмот, односно французинот Жан-Пьер Мелвил, конкретно на жанровскиот архетип кој токму тој го има воспоставено за методичниот и ладнокрвен платен убиец со собствен модус операнди кој нема да го реализира зацртаното убиство според плановите, со оглед на тоа што ќе има несакани сведоци на чинодействието во култниот филм Ле Самурај од 1967 година, во кој човекот зад пиштолот е Алан Делон. Многу режисери се обиделе да дадат нивна замисла за концептот на самотниот волк убиец, кој покрај тоа што е прецизен се соочува со непредвидливости, како што Пол Шредер гради убиствени самотници од Таксистот од 1976 до Мастер Гарднер кој го рецензира во Видеологија, или пак The Driver од 1978 од Волтер Хил, потоа Лук Бесон со женската итерација Никита од 1990 и машката итерација Леон the Professional од 1994, брканицата на мачка и глушец помеѓу Вилис и Гир во The Jackal од 1997 на Майкл Кейтон Джонс, Джим Джармуш и неговиот Ghost Dog The Way of the Samurai од 1999, бегството во Road to Perdition од 2002 на Сем Менденс, Collateral на Майкл Мен, руските мафијаши од Eastern Promises на Девид Кроненберг, гладнокрвните извршители во Drive на Refn и Nightcrawler од Ден Гилрој, The American од 2010 од Антон Корбейн, Содерберговиот одмаздолюбив Haywire од наредната година, истата година кога е снимен тајландскиот Headshot на Ратану Ранг, или пак култната ТВ серија Декстер за ладнокрвниот серијски убиец кој има свој кодекс и работи како форензичар. Сите тие се изведени творби од конципираниот и модернизиран прототип на неонуар филмот на Мелвил, а Финчер само се приклучува на ова друштво со својот типичен финчеровски филм, кој колку што е маниристички, толку е и оддавање на комплимент на великаните кои твореле пред него. Музиката на филмот ја работат неговите постојани соработници Трент Резнор и Атикус Рос, кои имаат електронска музичка подлога за секој од поглавијата на ликовите осудени на елиминација, така што има еден интензивен електронски бит кој ровари во позадината на сцените за да го подгрее исчекувањето и да го искаже неискажливиот емоционален багаж на молчеливиот лик, кој во секој момент е подготвен да ги отстрани останатите ликови од кадарот, проследен со еден дисонантен татнеш кој го преточува во звук неговиот порив за убивање. Директорот на фотографија Ерик Месершмит, со кој Финчер почна да соработува од Mindhunter, е задолжен да го преслика методичниот и пресметан принцип на работа на Финчер, кој ја отсликува ладнокрвноста на ликовите, која се еманира во празните простории во кои се запознаваме со нив, вклучувајќи ги кадрите во кои има нагло движење на ликовите, кои Финчер ги милува уште од периодот на работењето на видеоспотовите, кои се белег на неговата естетика, која пак подразбира фиксираност на камерата, која знае тука да ја измести кога ќе сними некој кадар на рака, како своевиден дисбаланс по животот на протагонистот или антагонистот, како и да милувате да го назначите. Постојаниот соработник на Финчер, монтажерот Кирк Бекстер, ја направи игривата монтажна секвенца, која го отпочнува филмот, во која се илустрирани бројните методи применети за отстранување на метите од страна на убиецот, кои говорат за неговата практика, а во 2 часа сосредоточено е едноетапно одмаздолюбие, кое го задржува вниманието на гледачот, содржајќи ги секвенците со кратки резови во кои не се одвиваат работите по планираното. Режисерот Дейвид Финчер низ целата своја кариера се обидел да ја преслика неговата фасцинација со сериските убијци. Тој ја започна кариерата како режисер на музички видеоспотови во 80-тите и 90-тите на артисти како Мадона, Рик Спрингфилд, Пети Смит, Стинг, Джипси Кингс, Пола Абдул, Рој Орбисон,
Aerosmith, Billy Idol, Iggy Pop, Nine Inch Nails, George Michael, Michael Jackson, The Rolling Stones, A Perfect Circle за првиот долг филм кој ќе го режира да биде омразеното продолжение Alien 3, во кој Рипли слетува во затворот и со себе го понесува вон земјанинот, номиниран за Оскар за ефекти. Во 90-тите режира 3 ремек дела, првото е Seven од 1995 година со Бред Пит и Морган Фримен, кои глумат детективи во потрага по серискиот убиец кој интерпретира гревови како мотивација за неговите убиства, номиниран за Оскар за монтажа и добитник на неколку Фангорија Chainsaw награди. Вториот е The Game со Майкл Даглас, кој е предвестник на ARG игрите, концептуализирани исклучиво околу животот на нивниот учесник, во случајот брокерот кој глуми Даглас, кој си игра со сопствениот живот. Третиот филм е за подземниот кружок на Сдруженијето на тепачи, кои се пресретнуваат и се тепаат еден со друг во Fight Club од 1999 година, номиниран за Оскар за звучни ефекти. 2000-тите ги започнаа со Panic Room, во кој Джоди Фостер глуми лик кој се затвора во тајните соби на домот додека е обиен од тројца кратци. Од 2007 година го снима филмот за енигматичниот серијски убиец Зодија, кој беше прикажан на Канскиот филмски фестивал. Наредната година го објави The Curious Case of Benjamin Button за ретроградното помладување на протагонистот, награден со 3 Оскари за Art Direction, шминка и визуелни ефекти. 2010 година го снима филмот за создавањето на Facebook со Джеси Ајзенберг во улогата на Марк Закерберг, добитник на 3 Оскари за адаптиран сценарио на Соркин, за монтажа и за музика на Трент Резнор и Атикус Рос. Во 2011 го ремейкува The Girl with the Dragon Tattoo за потрагата по исчезнатата жена, освојувајќи Оскар за најдобра монтажа. Во 2014 година ги сними првите епизоди од ТВ серијата The House of Cards, а наредната година го сними трилерот Gone Girl, филм за исчезнувањето на сопругата и осудата на сопругот за тоа. Од 2017 година ја започна серијата за справувањето на одделот на FBI со сериските убици во 70-тите во Mindhunter. Неговиот предпоследен филм беше Оскаровецот Манг, филм за создавањето на Citizen Kane, награден со Оскари за продукциски дизајн и фотографија. Ја режираше и анимираната епизода Bad Traveling од серијата која продуцираше Love, Death and Robots. Низ севкупната филмска кариера се навраќал на животот и злоделото на сериските убици, човеколики монструми кои служеле како инспирација за да му овозможен на гледачот да се нурне во интимата на нивното оддалечување од разумот. И покрај беспрекорното пакување и сервирање, филмот пати од уникатен, автентичен и значителен пресврт кој ќе го преозначи делото, односно ќе влијае за корењето да се промени визурата на протагонистот или барем да воведе некое невидено решение во деценискиот факсимил на филмови за молчеливи убици. Не е доволно само појавувањето на Тилда, која секако дека глуми поинтригантен лик од девојката на убиецот, која само ја врши драматуршката функција на слаба точка на убиецот, правејќи го ранлив, која може да биде земена како залог за негово изнудување или за пренесување на порака, но останува еднодимензионален лик, за кој важно е да се знае поврзаноста на социопатот со неја, за да сватиме како гледачи зошто вреди да се одмаздува и колку воопшто покажува емоции кон неја и му е грижа воопшто на убиецот, склон на солипсизам, односно како се однесува како убиец во врската. The Killer ја имаше својата премиера на Венецискиот филмски фестивал, кај што беа наградени со Special Mention композиторите на филмот Трент и Атикус, а потоа се прикажа на фестивалите BFI, Чикаго и Нью Йорк, но Финчер никогаш не правил фестивалски филмови, затоа ретко ја освојува фестивалската публика, затоа што неговите филмови завршуваат на регуларните репертуари на киносалите и таму си ја наоѓаа својата публика, со тоа што овој филм беше прикажан во мал број на киносали ширум сад, бидејќи беше откупен од стриминг гигантот Netflix, што значи дека заврши на оваа платформа, кај што на тој начин ќе се обиде да допре од 230 милиони преплатници ширум светот, продуциран од План Б и Paramount. Крими трилер за ладнокрвен платен убиец, воркохолик, кој колку и да посакува да го има светот под контрола со неговите пресметани одлуки, животот со својата непредвидливост ќе му се испречи на патот до успехот и ќе го предизвика да се справува со последиците на неговите одлуки на начин кој и не би го преферирал. Меѓутоа, нема да биде запрашен убиецот како сака да му се одвива животот на приватен и професионален план, затоа што говори со јазикот на реваншизмот и посочува дека ако не може да се носите со досадата, тогаш убивањето не е професија за вас. Ако морам да го еволуирам, тогаш The Killer од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 286-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последните и поснатите рецензии на виртуалната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!